Почитувани, состојбата во Крушево станува се потензична. Неистомислениците на власта тоа најдобро го знаат. Во изминатиот период се случија неколку настани за кои локалната власт остана нема, а надлежните институции креваа раменици. Нападите врз неистомислениците на власта, граѓанските активисти и поддржувачите на опозицијата не запираат. Локалните шерифи, чиј обстанок најдиректно зависи од останувањето на власт на ДПМН, не запираат да го демонстрираат она што партијата најдобро го прави: насилие, нетолеранција, говор на омраза. Од тука ги повикувам председателот на ВМРО ДПМН Крушево, Нико Чонески, и градоначалникот на општина Крушево, Ѓорги Дамчевски, да го зауздаат своето членство и јавно да се извинат за сите напади врз граѓанските активисти и поддржувачите на опозицијата. Истовремено, институциите да ја гарантираат безбедноста на граѓаните на Крушево. Паниката кај власта и незините поддржувачи е евидентна. Следствено на тоа, локалните горили спремни се да направат многу непромислени работи, мислејќи дека така ќе ја зачуваат партијата на власт и ќе обезбедат својата иднина. Од друга страна, безбедноста на крушевчани е загрозена. Со животот во градот е на работ на бездната. Крушево и Македонија никогаш не биле толку партиски поделени. Ги повикувам сите граѓански активисти, поддржувачи на опозицијската СДСМ и сите граѓани кои се чувствуваат загрозени да излезат и тоа јавно да го соопштат. Верувам дека вакви настани се случуваат на секаде ширум земјава. Не смееме да останеме неми на ваквите неправди. Не смееме Македонија да ја направиме глува за ваквите проблеми. Благодарам.